Некогаш се раѓало најубавото жито во нивите во село Киселица Делчевско. Денеска поголем дел од нивите се оставени празни бидејќи жителите немаат пристап до нив. Ова се случува откако патот кој постоел со години е узурпиран од страна на едно лице, кое купило ниви околу и патот го затворило и насадило со сливи. Земјоделците револтирани велат нивите остануваат празни, а тие не можат да дојдат до нив од ниту една страна. Зоран Ѓоргиевски вели проблемот е стар речиси 3 децении. Маката иста, решение нема. Патот некогаш водел до основно училиште кое се користело од страна на дечиња од неколку села и сите до него стигале по патот кој денеска го нема. Тој патот го уништи, го посади насад и сега веќе тој пат не постои, а ни е потребен за повеќе маји тука во селото, не е само за една, за повеќе лица. Треба да одиме по тој пат до нашиот имот, пошто он патот го уништи, ние веќе нема никаква пристапност до нашите ниви, до нашиот имот. И кога му вериме ние за патот, он вери дека нема сила која може да го натера да ни го пушти патот во погон, да може да се движиме ние, да си обработуваме нашите ниви. Тој пат е повеќе од 500 години стари за време на турско и од турско после југословенско, македонско. Од 4 села тука во таа околина се доваѓале на школа, од има објект тука школа малку понатам после ќе го видите. Од 4 села има доваѓано тука деца на школа да учат. Пат постоеше, сега патот ќе видите и сами ќе снимате дека го нема, а на скица така и да отворите и дари на телефон, дари скица, имам извадено од катастар, ќе видите, патот го постои, а ние патот го немаме и немаме никаква пристапност до нашите ниви. Собрале петиција, реагирале до сите институции на локално и централно ниво, ама од ниту едно место не добиле позитивен повратен одговор и решение на нивниот долгогодишен проблем. Бевме во Делчев во сите институции, бевме во Министерството за земјоделие кај инспекторите што са за таа работа за узурпација на земјоделие, они верат дека не се за таа надлежност, пошто спада под патиште на Република Македонија. Во сите други институции бевме во општина, во внатрешни, кај не бевме, секој вика дека не се надлежни за тој проблем они. И за тоа ве повикавме вас како телевизија да го објавите тоа, да слушне министерот Трибуновски, пошто повеќе пати му имам пишано на Фейсбук за проблемот. Емнет телевизија се обрати до сите институции надлежни за проблемот, при што се очекуваат соодветни одговори.